Растот на економијата годинава најмногу ќе зависи од разрешување на политичката криза. Честите изборни циклуси му штетат на стопанството. Ова е реакцијата на владиниот економски тим по вчерашните проекции на Светска банка за низок економски раст од само 2,5% во 2018-та. Сите анализи што се направени од страна на владата покажуваат дека во моментот кога имаме нови избори, на некаков начин имаме и стагнација на економијата, но ние како политички партии, но истовремено и како политичари кои имаме одговорност и во тоа што сме ги превзеле функциите, треба да најдеме најдоброто решение да ги решаваме сите проблеми преку институциите, за да не ги ставиме во залог економијата, но истовремено и развојот на државата на Република Македонија. Што се однесува до проекциите на Светска банка, тие тоа го ставија во контекст меѓу другото и на политичките случувања во нашата држава. Се разбира дека сите политички случувања сериозно влијаат на економијата во државата и затоа јас лично како заменик на председател на владата задолжен за економија се надевам дека парламентот ќе најде сила да го реши проблемот. Откако Светска банка вчера ја критикуваше владата за високото ниво на јавен долг, кој годинава ќе достигне 50% од бруто домашниот производ и слабата реализација на капиталните инвестиции, од владата повторно за лошите економски резултати вина не најдоа во сопствените економски политики. Она што е предвидено во буџетот за капитални инвестиции, тоа не е овој пат. И тоа не се патиштата за кои што сега зборуваме. Во буџетот се предвидени капитални инвестиции во министерствата, ресорни, за одредени градежни работи, но и купување на опрема и машини. Тоа се главните градежни активности кои што државата треба да ги реализира во делот на инфраструктурата. Така очекуваме градежништвото да биде подигнато. Светска банка во последниот извештај проектираше дека растот на македонската економија ќе достигне 2,9% наредната година и 3,2% во 2020-та.